Почитувани, со последните измени на Законот за осигурување во случај на невработеност поднесен од владата, се создаваат нелогични и апсурдни услови за задржување на статусот на невработен. Стотици илјади граѓани невработени во Република Македонија деновиве и понатаму ќе живеат во страв затоа што ќе го изгубат статусот на невработено лице, со што ќе изгубат права од невработеност, а тоа е право на социјално осигурување и здравствена заштита. Ова е манипулација на владата со бројките за да ги намали бројките на невработени. Ова е механизам со кој што ќе им понуди на невработените несоодветни работни места кои што не одговараат на нивната стручна подготвеност и работни места кои што се оддалечени 2 часа возење со јавен превоз. И нормално е дека таквата понудена работа ќе ја одбијат работниците и со тоа ќе бидат избришани од Агенцијата за вработување. Почитувани граѓани, се работи за административен маневр на владата со политички мотиви. Пред избори да покаже дека во услови на рецесија може да се намали бројката на невработени, но само на хартија, не фактично. Во исто време, тука сме пред Сојузот на синдикатите на Република Македонија како репрезентативен синдикат. Да го подсетиме дека правото на вработување е уставно загарантирано право и дека синдикатите се тие кои што треба да застанат во одбрана на ова право. Тука сме да ги подсетиме синдикатите дека во демократски држави, каде што синдикатот е одделен од власта, ваквите измени на вакви закони се дочекуваат на нож точно од синдикатите. Но во исто време, тука сме овдека охрабрени од нивната вчерасна изјава дека и тие исто така не се согласуваат со ваквиот став на владата и ваквите измени, да ги охрабриме заедно со сите оние невработени граѓани кои што се во евиденција на Агенцијата на невработени, да застанат храбро во одбрана на правата на работниците, затоа што тоа е нивно право. И во иднина очекуваме и ги охрабруваме со активности да застанат во вистинска битка за заштита на работничките права. Благодарам. Како е прецизирано во законот, затоа што пред малку зборував со министерот, тој ме уверува дека невработените лица требало да потпишат некоја изјава дека ќе се согласат самите, значи ќе се согласат да прифатат работа со пониско образование. Јас не знам како ви го толкувал министерот законот, меѓутоа законот е јасен во услови во време од 12 месеци доколку невработениот не добие работно место согласно неговата стручна подготовка, тоа е во законот се третира како соодветно вработување, се пристапува кон погодно вработување, а погодното вработување е еден степен пониско и тоа може да биде наметнато, значи во рок од 24 месеци, тоа е 2 години. И по истекот на тие 24 месеци или 2 години, доколку повторно не се вработили, не се прифати таква работа, тогаш може да биде распореден на било какво работно место. Практично да направиме симулација, ако некој правник за 12 месеци не може да се вработи, а илузорно е да се вработи при ваков процент на невработеност, тогаш тој ќе биде распореден или ќе му се понуди работно место на несоодветно со пониска стручна спрема, тоа значи правен техничар. И доколку во рок од 24 месеци или 2 години повторно не прифати, тогаш ќе биде распореден и на хигиеничар, затоа што друго работно место е тоа. Без разлика како ќе објаснува министерот, јасни се одредбите од измените на законот и тоа тие се јавни и секој може да ги прочита и да ги толкува. Има одредена категорија друг закон за заштита на работничките права. Ние и досега предлагаме сет закони за заштита на работничките права, затоа што изминативе 5-6 години, особено последниве 3-4 години, грубо се намалуваат работничките права.
Вчера заврши во второ читање новиот закон за пензиско и инвалидско осигурување. И таму се заоструваат критериумите за остварување право на инвалидска пензија. Таму се заоструваат критериумите за утврдувањето на основицата на пензијата и заменската стапка за усогласување на пензијата. Тоа значи дека се намалува веќе основицата на пензија на идните пензионери, практично е намалено едно право. Таму не се гарантира еднакви права на земјоделците по основ на пензиско осигурување по основ на земјоделие, оние кои што еден период од 78 до 88 и вршеле ваква дејност. Таму не се почитува барањето на рударите со подземен и надземен коп за да имаат бенефициран стаж кој што ќе биде утврден со закон. Таму не се почитува барањето на пензионерите за да може да се усогласува пензијата 80% од порастот на животните трошоци, а 20% од платите. Нормално, зашто 80%? Затоа што ценовниот шок постојано расте. Таму не се почитува исто барањето на Националниот совет на трудови инвалиди да бидат во управниот одбор на фондот. Значи, се на се практично ништо не се почитува, ниту едно барање на заинтересирана целна група и тоа реално барање практично не може да најде место во законите изминатиот период. Посебно за работниците, законот за работни односи практично не треба да го крстиме дека закон, веќе треба да се смени законот и да биде закон за работнички обврски, не за работни односи, затоа што практично, освен платата и таа плата колку ја примат, за некои поголеми права и заштита не можеме да зборуваме.